Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Овој пат кратка анализа за денешните квалификации по повод 70 годишнина од првата одржана трка во Формула 1, трка која повторно се вози на Силверстон, односно трка која традиционално се вози за британското Гран При. Пол позиција за Валтери Ботас, меѓутоа она што сакам денеска да го потенцираме, Нико Хулкенберг ќе стартува утре трети повратникот во Формула 1, замената за Серхио Перес, кој беше тестиран повторно пред почетокот на овој викенд и повторно е позитивен на COVID-19. Може ли Нико Хулкенберг до подиум утре, без разлика за целата она контраверза околу нелегалниот, односно легално ископираниот болид на Racing Point? Тоа ќе го тргнеме настрана за кратко и ќе се фокусираме само на Нико Хулкенберг. Би сакал конечно дечкото да го видам на подиум утре. Според мене еден од најподценетите возачи во модерната Формула 1. Човекот навистина има изварени квалитети, навистина има брзина во него и секако има големо искуство и многу ми е жал што го држи оној негативен рекорд на број на настапи, а не без ниту еден освоен подиум. Така да утре се надевам ќе може да остане настрана од проблеми на самиот старт. Се надам дека ќе воопшто ќе стартува. Видовме дека минатиот викенд го следеа хронични проблеми неговиот болид, па не успеа ни да стартува на големата награда за Британија. Се надам дека овој викенд тоа нема да биде случај, дека утре ќе успее да стартува и дека ќе биде во блиска борба со мерцедесите или со болидите за него и дека конечно утре ќе го видиме Нико Хулкенберг на подиум. Тоа навистина би била една херојска приказна од никаде. Му се јавија буквално за 24 часа долета, минатата недела направи тестови, седна во болидот на Racing Point, извозе неколку круга до нивниот симулатор, му го подготвија седиштето и ете го во тимот. Инаку, што се однесува до полпозицијата на Валтери Ботас, одлична полпозиција на Валтери Ботас, за многу мала разлика го победи Луис Хамилтон, но тоа е добро да се врати само до вербата, бидејќи неколку пати напомена, Валтери има брзина, меѓутоа му фали ментална јачина, ментална конзистентност за да може да се бори со Луис Хамилтон за победа. И малку да ги просветлам коментаторите на ТВ24 зашто болидите се поспри овој викенд. Тоа е затоа што ФИА го зголеми минималниот притисок на пневматиците за ова Гран При, така да сега болидите се на поголема висина, би рекол, со тоа што пневматиците се со повисок притисок и го немаат тој потисок, односно таа потисна сила, има мала разлика, се менува целиот аеродинамички профил на болидот, така да ФИА тоа го направи за да спречи повторно распреснување на пневматиците во последни неколку кругови и затоа отаму и ги нема тие брзини што ги имаше минатиот викенд. Очигледно раджување на денот, би рекол дека се Себастијан Фетел и Карлос Саинц навистина непријатно ме изненади што не успеа да се пласира во Q3, меѓутоа на сметка на тоа Пиер Гасли одличен со неговиот Алфа Таури болид. Дечкото покаже минатата трка престигнувајќи го Фетел и борејќи се за бодови, дека Алфа Таури на оваа Гран При, на оваа патека, на оваа конфигурација има одличен болид и очигледно дека овој повисок притисок на пневматиците оди во корист на нивните аеродинамички перформанси, наспроти на пример како на тим можеби на Макларен, кој би одел во негатива. Така да тоа е се што имам да кажам. Утре посакувам прв подиум за Нико Хулкенберг и посакувам добра борба помеѓу Валтери Ботас и Луис Хамилтон за победа. Се надевам дека можеби некој друг ќе успее да се вклучи во таа борба. Не би сакал да гледам уште една досадна трка. Ги очекувам вашите коментари и секако се гледаме утре после големата награда, јубилејната трка 70 години од Формула 1, секако со ново видео и со анализа на самата трка. До тогаш останете поздравени и поздрав!